Витаминка е првата компанија во Македонија од прехранбената индустрија, која што започна со формална имплементација на ESG принципите, со што ќе се овозможи систематски пристап кон одржлива практика, корпоративна одговорност и транспарентно управување. Со воспоставувањето на овој систем, Витаминка уште еднаш ја потврдува својата заложба кон заштита на животната средина, општествената одговорност и грижата за своите вработени. Компанијата ја зајакнува својата долгорочна стратегија и го потврдува континуираниот стремеж кон интегрирање на традицијата, иновацијата и квалитетот што ја обележуваат незината повеќе децениска работа. Значи, не дека Витаминка до сега не инвестирала во грижа околу животната средина, не дека не инвестирала во своите вработени, не дека не сме били општествено одговорна компанија, но сакаме да поставиме систем во кој ќе имаме мерливост и секоја година, секој квартал, секој месец, сакаме да докажеме дека се се подобри и подобри во однос на тие инвестиции во овие работи кои се многу битни и кои многу значат за една сериозна компанија да може да покаже дека се грижи за животната средина, но и да ни го олесни настапот на пазарите претежно од Европската Унија, која ги наметнува овие стандарди, овие системи, за да покажеме дека се грижиме да ги намалиме и за CO2 гасовите во атмосферата, да покажеме дека се грижиме за нашите вработени, да не се повторуваме, едноставно овој стандард е неопходен во секојдневното работење на Витаминка. Овој систем ги вклопува сите претходни стандарди кои што Витаминка ги има имплементирано, како што се ISO, HACCP, Halal, EFD, Rainforest и многу други. Воведувањето на овој систем полека ќе стане и услов на сите компании кои што сакаат да извезуваат во Европската Унија. Во Македонија истиот го имаат имплементирано само уште неколку други компании кои што не се од прехранбената индустрија. Прво барање на ESG стандардот да имплементираме во работењето на Витаминка беше системот ESG од банките кои се со странска собственост во Македонија и следен беше наш купувач од Европска Унија која ни го наметна да мораме да имаме податоци и да ги кажуваме податоците како Витаминка се грижи за животната средина. Ние сакаме да бидеме подготвени кога ќе дојде тој ESG стандард како неопходен. Сега е се уште волонтерски, се уште се на доброволна основа компаниите. Големите компании да, во Европска Унија ги има, морално се, но малите и средни предпријатија се уште се на ниво на доброволно, на волонтерски, но ќе биде неопходен за неколку години да мора да ги имаме овој систем на мерење на издувните гасови, на заштита на животната средина, на грижа на вработени, на општествена одговорност која покажуваме компаниите во локалната заедница каде екзистираме. ESG системот се имплементира од Витаминка доброволно преку современата VSME рамка која што Европската комисија ја одобри пред само неколку месеци. Така што Витаминка ќе биде првата компанија која што ќе се обиде по сите стандарди внатре на рамката да известува кон своите инвеститори, кон јавноста, кон добавувачите, кон сите своји стейкхолдери. Практично, разликата е во тоа што ако досега компанијата се уште работела сигурно на заштита на животната средина, но сега тоа го прави поактивно и со поголемо вклучување на стейкхолдерите. Да ви направам една паралела, ако бизнис планот на една компанија го прави само компанијата и менаџерите, ESG планот и ESG извештајот, репортот го прават сите стейкхолдери и компанијата заедно. Така што одговорноста на компанијата се зголемува, нејзините обврски се зголемуваат, меѓутоа воедно и утре барањата на компанијата од своите стейкхолдери исто така да бидат одговорни, општествено одговорни, зелено одговорни, одговорни за животната средина, ќе порасне и со тоа се надеваме дека Витаминка ќе изгради потполна конкурентност за европските пазари. Имплементацијата на ESG системот ќе се реализира етапно во следните 3 до 5 години, при што до крајот на април 2026 година ќе биде подготвен и првиот извештај за неговото имплементирање.